Како сериозно загрижувачка од еколошкото здружение на граѓани Фронт 21 низ 42 ја оценуваат изјавата на председателот на владата Зоран Заев дека малите хидроцентрали се најеколошки извори на енергија. Во отворено писмо до него реагираат на владините одлуки за мали хидроцентрали на Маврово и Чарпланина и ги истакнуваат постоечките документи, кои недвосмислено алармираат за негативното влијание на ваквите објекти врз природата и биолошката разновидност. Потенцираат дека сите надлежни институции во државата имаат законска обврска да ги почитуваат и спроведуваат. Писмото до премиерот Зоран Заев го испративме затоа што сметаме дека е навистина поразителна изјавата дадена на пресконференција дека малите хидроцентрали се најеколошките енергетски проекти. Не само што вистината е многу различна, односно спротивна на тоа тврдење, туку малите хидроцентрали се далеко покомплексен проблем во државава, кој што задира не само во заштита на животна средина и природа, во себе вклучува корупција, владење на правото, односно невладење на правото. И заради тоа решивме да се обратиме на тој начин до премиерот. Истовремено во писмото подсетуваат дека проценката на влијанието на новиот закон за прогласување на дел од Шарпланина за национален парк многу јасно го оценува влијанието на малите хидроцентрали, како и на отворениот меѓународен случај против земјава пред Бернската конвенција. Од тоа што го напишавме во писмото, како најсериозно би го истакнала продолжувањето на рокот за изградба на две мали хидроцентрали Жировница 5 и 6 на територијата на Националниот парк Маврово. Ова продолжување се случи, односно владата донесе одлука за ова продолжување неполни 2 недели откако Комитетот на Бернската конвенција 7 година поред ја го повтори барањето македонските власти да го стопираат итно, 47 години итно треба да стопираат изградба, меѓутоа и било какво продолжување на концесии, дозволи, значи административни процеси за мали хидроцентрали на територијата на Националниот парк. Меѓународните договори, меѓународното право не е работа на избор дали ќе го почитувате или не. Со одлуката да ги продолжат тие рокови за изградба на мали хидроцентрали, владата прекршувајќи го меѓународното право, го прекршува и уставот. Од еколошкото здружение Фронт 21 низ 42 бараат до премиерот да се донесе одлуки за итно стопирање на сите планирани хидроцентрали, како и да се воведе забрана за изградба на вакви објекти во заштитени подрачја, која е наведена во владината програма во делот заштита на животната средина.